се намалил бројот на бракоразводни постапки минатата година споредбено со 2021-та, но зголемени се случаите со нарушени брачни односи, соопштија денеска надлежните од меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Куманово. 135 бракоразводи постапки за мирење регистрира Центарот за социјална работа во 2022 година, додека претходната година бројката изнесувала 173. Но кога станува збор за постапки со нарушени брачни односи, ако во 2021-та имало само 3, минатата година бројката достигнала 24, информира директорката Александра Арсовска, посочувајќи дека последните години главните причини за распаѓање на едно семејство се зависноста од коцкање, од алкохол, зависност од дроги и други психотропни супстанци и неретко има случаи каде и двајцата родители се опфатени со некоја од зависностите. На што се должи намалувањето на бројот на поведени постапки за бракоразводи, можеме да кажеме дека е и малку заради ангажираноста на стручните лица, бидејќи во центарот работат со лица кои имаат нарушени брачни и семејни односи и кои по добиените услуги на советување и стручна работа не продолжуваат со постапката за развод на брак. Исто така полека се надминува стигмата за институционална помош и поддршка, и неретко со појавата на проблемите во брачната заедница, еден или двајцата партнери веднаш бараат помош и поддршка во центарот, со што во голема мера се решаваат одредени конфликти. Имаме примарна превенција во однос на носење на одлуки за дезорганизација на бракот и семејството, а брачните партнери продолжуваат да живеат заедно. Кога станува збор за причините и тежината на работа на оваа проблематика, можеме да кажеме дека имаме разлика во споредба пред повеќе од 10 години и сега. Ако главни причини за развод на брак тогаш биле неверството, можеби карактерите разлики помеѓу брачните партнери, материјалната екзистенцијалната состојба на семејството заради материјална необезбеденост, поснов на невработеност и други, сега имаме се поголемо присуство на социопатолошки појави, како што се различни зависности, зависност од коцкање, зависност од алкохол, зависност од други психотропни супстанци. Така да неретко има случаи каде и двајцата родители се опфатени со некој од социопатолошките појави или зависности и како причина можеме да потенцираме и зависноста од интернет и социјалните мрежи, која појава забележана од 2013 година наваму. Доколку има индиции за постоење на некоја од зависностите или пак има информации за постоење на некоја друга несоодветна состојба, Центарот носи решение за надзор на родителското право со следење на исполнувањето на родителските обврски на едниот или на двајцата родители. Центарот за социјална работа како старателски орган има за задача да се грижи за правата и интересите на малолетните деца, кои што најчесто се најголемите жртви од бракоразводните постапки, потенцираат надлежните. Се прави проценка на развојните потреби на детето, проценка на капацитетот на родителите, како и проценка на влијанието на локалната средина врз детето и семејството. Стручен тим во состав социјален работник, психолог, педагог, правник ги согледува сите факти и околности во однос на сите три аспекти кои се предуслов за обезбедување на правилен психофизички развој, воспитание и образование на детето, односно на малолетните деца, и дава предлог до судот кој од родителите ќе продолжи да се грижи за малолетните деца, додека судот ја носи конечната одлука. По однос на постапката за регулирање на видувањата на малолетните деца со родителот со кој не живее, код целокупната постапка ја води Центарот и го следи исполнувањето на договорот или на донесеното решение, со кое се регулираат овие односи. И двајцата родители имаат обврска да го почитуваат решението и договорот, со цел децата да имаат можност за комуникација со другиот родител, која е неопходна за нивниот вкупен развој, бидејќи биолошкиот родител не може никој да го замени. Тука во најголемиот број од бракоразводните постапки има проблем токму во комуникацијата на двајцата родители, кои за исполнување на своите законски обврски, што повторно се одразува на развојот на малолетните деца, кои веќе имаат травматско искуство од самата бракоразводна постапка и губењето на нуклеарното семејство кое веќе е дезорганизирано. Сега стручен тим тука ја има својата многу важна улога, како да работи како со малолетните деца, на кои им е неопходна психолошка помош и поддршка, така и со двајцата родители кои се наоѓаат во една пролонгирана конфликтна состојба.
Вкупниот број на предмети во работа во одделението за брак и семејство кои се однесуваат на бракоразводите, односно постапките за мирење лицата со нарушени партнерски и брачни односи, дете на кое му се уредуваат односите со родителот со кој не живее, вонбрачно доверување на малолетно дете, жртви на семено насилство во 2022 година изнесува 362, односно 8 предмети помалку споредбено со 2021 кога биле евидентирани вкупно 370.